гледате Политиканти, јас сум Боријан Јовановски, може вие препознатли во амбиентот каде што се наоѓам јас, а со мене и мојот драг колега. Здраво и од мене, значи трета сезона Политиканти, јас сум Саша Ордановски, продолжуваме со нашите еднаш неделно, ќе видиме може и два пати неделно, се наоѓаме во студиото на Инфомакс. Да. Како дојдовме до Инфомакс, Боријан, најде малку, бидејќи колегиве се многу погледани, многу по фреквентни, секоја вечер имаат емисии кои што се онака маратонски по 3 по 4 сати. Прострои како контроверза. Добро. И да, ако некој очекува дека нешто се менува во нашите ставови, тези кои инаку ги застапуваме веќе едно 35 години, ќе биде разочаран, бидејќи стварно е глупо сега допрва да менуваме било што. Дојдовме до ова преку едно многе гостување тука прво во ова студио и една убава комуникација која остварив со Мечка, Мичо и Наталија. И ете, дојдовме и после поразговаравме сите заедно и дојдовме до идеја дека уствари би било многу убаво кога на една платформа ќе може да се чујат различни ставови, под мотото на нашата инспирација, подкастот The Rest is Politics, Disagreeably Agreeing. И може би можели на тој начин да инспирираме дека не се до кавга, дека може да и постојат и различни ставови и тие ставови да бидат, како кажам, различностите сушто се темелот на диалектиката, на развојот и дека не се ти вака поинаку мислиш, ти си предавник, како што, нели, или не си македонец, помалце си македонец, повеќе си македонец, кој што гледаме еве како мереше премиерот вчера во парламентот кога успеа да прерачунат дека министерката е повеќе македонка од сите нив. Сега може, не знам, да имаш уште два тројца, немаше да биде повеќе од сите нив, но ете, тоа е тоа. Така што мислам дека сме на добро место од кое би можеле луѓето со различни ставови, публиката нивна, наша и така натаму, да ги доведеме во една позиција каде што може би ќе видат дека различностите помагаат во многу нешта. Биде, во суштина се работи за едно мешање на публиките, бидејќи нашата публика е друг тип на, да кажам, идеолошки понекогаш, а и вредносни ставови, кои што не се неопходно врзани само за политика и така натаму, но ќе имаме проблем со Инфомакс. Морам да ти кажам, Боријан, бидејќи во последните 2-3 недели почнав да ги гледам поинтензивно и да ти кажам право, нешто разлики у ставови по најкрупниве прашања не детектирам многу. Да имаме нијанси кои се разликуваме. Има неколку базични работи што различни ги толкуваме, ама би можел да потпишам горе-доле од тезиве што ги кажуваат Мечка и Мичко и Наталија. Добро, гостите им се тие што им се, и наши гости ќе има се разбираат наредните емисии. Само да кажам, ќе одиме секој петок, пробаме со овој термин во 6 попладне, меѓутоа мислам дека можеби ќе го поместиме да биде поблиску, бидејќи тие стартуваат секоја вечер околу 9 и така, 9:30, можеби ќе го поместиме. Ние ќе почнеме со гости веројатно за едно недела, две од сега, бидејќи ни се покажа тој формат одличен. Ние не седиме 3,5 сати. Не може. И на Мечка му вика, погледи се, и до тоалет мора да отиде 3,5 сати. Од друга страна, ќе го задржиме тој, значи, формат да имаме наши некакви заклучоци, па потоа едно 30 на минути, може и повеќе со гости. Но ќе се обидеме сега баш тоа го разговараме и со Инфомакс. Следната недела можеби ќе направиме една голема заедничка емисија врзана за изборите во Македонија, во Америка. Бидејќи тоа ќе биде таман можеби следниот петок и така, уште ќе врие таму, уште ќе нема, ја мислам дека уште ќе нема дефинитивни резултати. Тој хаос таму и ќе се навратиме малце при крајот. Ќе му обрнеме, има и некои најави, има и некои податоци кои би сакале да ги споделам со нашата публика, но да почнеме од... Чекај, само извини, бидејќи веќе го спомна Мицкоскиот, и ние ќе треба да влеземе со темиве и во некаква оценка за тоа што пред до сега владата
тие оценки веќе сите ги имаат кажани така натаму. Мене ми се чини како прилично безобразна и груба навреда ова за што го говореше, да некој некому му мери колкав македонец е, да притоа уште на народни избраници во собранието им вели дека таа конкретно министерка која патем биде речено, не знам што е мерката за патриотизам која има 3 пасоши и така натаму, и да сега безобразно ги навредува таму луѓето кои што мислам стварно кој е поголем, кој е помал македонец, тоа е таква една простачка. Треба да простачка е таа од комуникацијата, мислам. Сите сме македонци, сакали или не, ова е тоа е, ова е Македонија е наша, нема една е татковина, тука си роден. Прилично чајнички тој аргумент. Тој аргумент да се извади и да се плесне на маса, тоа е стварно онака баш чајнички. Бидејќи еве да тргнеме и со, ако сакаш, и со таа министерка. Мислам, стварно е непристојно да луѓе имаат по неколку државјанства и да се кандидираат за министри, да при тоа уште и онака најбезобразно лажат околу собствените податоци за тоа кај се, што се, од кога се, какви се. Тоа го прават во ситуација кога сме ние во еден непосакуван спор со Бугарија, кој тече и кој знае како ќе се развива, и за тоа ќе поразговараме и така натаму, да фаќаат во непристојни лаги. Тоа, ако само види, тоа му се повтори на ВМРО, бидејќи таа дебата и за Данила Арсовска имавме. Значи, ја не знам што е проблемот да некој каже, слушате, да, имам бугарски пасош. Тоа сакам да ти кажам. Што е, и да при тоа објасни заради ова, заради она, а и што е проблемот да се чувствува? Проблем е ако си министер, а кажеш дека се чувствуваш, не знам, повеќе во некое друго државјанство отколку во сопственото македонско и така натаму. Ама зашто се лаже за тоа? Чекај, а што ако се чувствува некој бугарин? Да. Мислам, на крајот од криштата што или не знам, се чувствува влав или што, каде е проблемот? Ако нека не, ти кажам каде е проблемот. Нешто ми пречи мене ми пречи манипулацијата. Практично ние се доведовме, сами ја доведовме, они сами односно се доведува во ситуација да сега ако се декларираш како бугарин дека тоа е нешто као вештарка. Ме разбираш? И сега истите тие кои ја дигнаа таа тензија во однос на Бугарија и бугарското прашање, македонското прашање, така натаму, сега истите тие уствари се испоставува дека одат во Софија и изјавуваат дека не само они, туку и таткото и дедото се биле бугари. Што мислам, на крајот криштата тоа е приватна работа. И ние стварно треба да дојдеме во една позиција, пак да се вратам на тоа. Види, декларирај се како сакаш, ама нема потреба да мразиме се околу нас. Треба да се фокусираме на нас самите и да видиме што правиме со Македонија. А дали при тоа некој во владата се чувствува бугарин, се чувствува ром, се чувствува албанец, се чувствува македонец, ама апсолутно би требало да е неважно. Види, има тука и формални аспекти, може би овој моја да сме го правеле, не е прв пат да се води така натаму. Кога се кандидираш за врвни функции во државата, има просто формални аспекти кои што се правни, не се само политички, не се само морални, околу тоа кој ти е тебе статусот во смисла на припадност и државјанство на други држави. Од најбанални формални, да речеме, како да ти кажем, ќе вози кола министеркава што има бугарско државјанство и ќе направи сообраќајка во Бугарија или во Австрија. По кој закон она ќе се, бидејќи како македонски министер има дипломатска заштита? Тоа не е решено законски. Не, ама сакам да ти кажам, затоа настануваат проблеми. Таа министерка, особено оваа министерка која што се наоѓа на многу чувствителен ресор, таа реално ќе има достап до државни, не само тајни, туку државни стратегиски интереси кои што не секогаш мора да се совпаѓаат со одредени меѓународни, особено соседски интереси така натаму. Сега, каде е низината лојалност? Каде е лојалноста на која ќе се повикаат другите држави чии што има онаа пасош? Тоа го следија за амбасадорите, како што знаеш, го сменија законот да не може да се биде само за амбасадори. Само за амбасадори. Па зашто е амбасадор повисок од премиер? Сега може ли премиерот да има 5 државјанства? Ама тука ќе мора, види тоа, дури со амбасадорите сашо ако оди на уставе може и да падне. Бидејќи се прави дискриминација, не може едни да имаат право да имаат 2-3 државјанства, а други да немаат право. Значи тоа или мора да се реши на национално едно ниво. Да ти кажам, секоја држава тоа различно го решава. Например, ти не можеш да се кандидираш за американски претседател ако не си роден на територија на Соединените американски држави. Од аспект на човекови права може би и тоа кршење човек, но така го решила. Ако не си роден во Америка, дури не е битно, Елон Маск е
доселеник во Америка не може да се кандидира за председател, бидејќи е доселеник. Второ, овој вид на врвни функции, навистина има чувствителности кои што не мора да бидат не држи вода. За сите еднакви така. Конечно, види, ако сакаш да си ги чуваш своите други државјанства, не се кандидирај за врвен политичар. Седи си дома, немој да се кандидираш за пратеник, немој да се кандидираш за министар, работиш и тоа приватна работа. Знаеш, Македонија е земја со историска голема емиграција, на тоа и заради историски околности, и заради тоа што секоја мала земја, дури мислам дека и добро во Македонија има што повеќе луѓе со повеќе државјанства, тоа го збогатува колоритетот, тоа го, знаеш, во економска смисла, во социјална смисла, нешто не пречи, него тоа може да биде и придобивка. Кој знае колку луѓе во Македонија има дупли државјанства. Но за врвните функции, тоа веќе станува проблем. И мислам дека тоа избегнуваат да го разговараат нашиве политичари од сите бои. Мене ми смета прво манипулацијата. А на страна ова е навреда сега, што доаѓа да некој тргува со чувствата на другите. Парадокс пер се, пази, се ти викаш горди ќе бидеме, а попонижувачко нешто од тоа да одиш во Софија и да се пишеш себе си прво беше адвокатите биле, сега испадна дека не биле адвокатите. Татко ти и дедо ти да ги кои инаку не знаеме дали се согласиле да ти ги декларираш како бугари, е понижувачки. Тоа е понижувањето на кое сме изложени. А доаѓа од влада која доби на избори со мотото повторно горди. Добро, тоа сакам да кажам. Сме го траја да тој муабет и ќе го правиме. ВМРО ДПМН како историски конгломерат, значи зборувам за последните најмалку 130 години, е една шизматична партија. Една партија во која што барем 2-3 струи во идеолошка смисла, независно од вековите и историски, тоа е една конфликтна ситуација, бидејќи не е само историската левица, десница и така натаму, тие муабети ги знаеме и така. До денешен ден ти имаш луѓе кои што не се баш начисто што всушност сакаат да биде Македонија. Види, политички дел од тие работи може да бидат и легитимни, но тоа произведува потоа разноразни овој тип на, како да кажам, овердрайв аргументи да тебе премиер ти излегува и кажува очајнички работи и вие сите не сте ни до колена по патриотизмот на оваа жена која што седи. Патем биди речено. Помеѓу патриотизмот и национализмот и во теорија и во практика има една битна разлика. Патриотизмот подразбира да си лојален кон добро функционалните институции на демократијата. Национализмот подразбира да си, особено во овие позајакнати националистички форми, кон етничката припадност. И сега, овдека блендот помеѓу патриоти и националисти намерно се прави каша попара, наместо нашите политичари да се трудат сите да бидат патриоти, зашто институциите се добри. И сега, бидејќи не може да произведат добри институции, и не само овој актуелниот, валда е, што е инаку и резултат на историја, на политички околности и така натаму, они намерно прават блендирање со национализмот, да ја кој да речеме не сум националист, значи не сум ни патриот. Зашто? Зашто и се тоа е такви се глупи трикови. Некој ја заради таа шизма што ја спомна, затоа може звучи малце исто парадоксално, но мојата теза е дека ВМРО е партијата која може би ексклузивно има моќта да го европеизира општеството. Тука сум стварно го мислам тоа, Сашо. Затоа што токму тие различности историски кои се влечат во ВМРО, они додека не се доведат на платформа на помирување, да го задржат својот идентитет, ние ќе живееме во конфликт на една внатрешна ситуација. Патиш од една илузија која не е инаку малку распространата. Види, националисти во принцип не модернизираат. Бидејќи националистите, бидејќи модерните принципи се принципи на индивидуални припадности, на индивидуални идентитети. Националистите не можат да поминат границата над која што припадност до одредена нација ја врниот критерија. Ама чекај. И заради тоа, значи сега, заради тоа, нит српските националисти, па Србија има 300 години проблемот да се модернизира заради ова. Нит македонски националисти, нит албански, нит бугарски, нит германски националисти немаат моќ за модернизирање. Ама чекај, Сашо, кога ја спробувам шизмата, на пример, ВМРО и Димитар Влахов кој е социјалист.
Ама тоа значи не е националист. Па не е националист, па тоа сакам да ти кажам. Ама ова ВМРО не е тој тип на нема социјалисти. Нема ни идеологија сега меѓу време. Зборувам да тој историски континуитет од сите тие различности се некако успеат да застанат на една платформа. Тоа ќе биде вистинската еманципација и европеизација на општеството. Види да ти кажам, Сашо, конечно, на страна национализмот. Те подсетам, и мислам, ти го знаеш тоа, Европска Унија практично првите цигли и темели демохристијаните ги прават. Они се тие кои го еманципираат населението да може да почне да ги прифаќа различностите и да крене Европската Унија на ниво на хармонија на различности. Не само, не ексклузивно они, али голем дел од работата имаат завршено они. Да се разбереме. Добро. Така што, мислам, ако направиме дигресија, ќе отидеме многу подалеку. Добро, да. Јас имам малку поразличен став на тоа што ја направи Европската Унија и така натаму. Луѓето забораваат дека на резултат на поствоените настани во Европа и дека можеби клучната цел беше железарите во Германија престанат да произведуваат тенкови, тогава почнаа да произведуваат мостови и така натаму. Но за тоа сме разговарали, да не им одзимаме сега време на овие што не гледаат. Не, добро, да се вратам до го прочитали. Го прочитали европскиот извештај, тоа е една од работите која е нотирана на пример е говориме значи за извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата. Да. И пази, они сами да се надоврземе на изјавата на Мицковски, она е поголема македонка од сите вас. Тоа води кон дополнителна поларизација во општеството, тој тип на изјава, која оди во директна спротивставеност со препораките и забелешките во извештајот кои бараат единство за да бидат постигнати одредени неопходни реформи што треба да се спроведат во општеството. Не само. Cross-party collaboration is essential to accelerate the implementation of EU-related reforms. Ме разбира, значи, вклучително и уставните измени. Не се само они. Има куп работи кои што ќе треба да се прават ако стварно некој има намера да се мрдат работите од како ти се чини почетоков? Има го Мицковски намера да се мрдат работите на страна од тоа што он го декларира, што го говори и така. Види, бев по-песимист пред изборите. Сега имам некаква надеж дека сепак, откако седна во тоа столче таму, беше во Берлин, беше во Брисел и така натаму, беше на во Вашингтон исто така, мислам дека им е јасно дека не бива ништо од приказката рамката, па после не рамката, па после гаранции, па после нели гаранции, па нема влада во Софија, која ќе има влада, ќе ги постави. Гледам дека мислам дека ја примија пораката ја разбраа пораката од Европска Унија дека никој во Европска Унија, а тоа бев скоро во Брисел и можев и сам да се уверам, Европска Унија на која и гори под нозе од имиграција, екстремна десница, војни, Украина, ова неизвестост во Америка. И сега некој да седне и ти му викаш имам проблем. Каков проблем имаш? Ама знаеш бугарите, стварно нема никој време да разговара за тоа. Пази, Европски совет, шефови на држави и влади да разговара за не. Јас морам да ти кажам дека обратно од тебе. После изборите бев поголем оптимист, сега веќе сум помал оптимист околу тоа дека Мицковски е на патот и ќе сака да ги реши клучните проблеми. А ќе ти кажам и зошто и гледам веќе како тој излегува чини, ќе поразговараме на кој начин по сите точки тој излегува чини. Знаеш како, националистите сегдека па и овдека, а во ВМРО е тоа долга традиција, мислат дека економијата може да реши политиката. Што значи тоа? Не се секирајте, нас Европа не сака, кој е Запад, тоа е БРИКС, ама ние ќе направиме таква економија што сите ќе сакаат да имат македонски пасош. Значи тој тип на будалаштини нас не истрошија 30 на години секогаш дури еден супер ефикасен Груевски која беше на власт. Они не разбираат дека во мала земја како Македонија со минимални капацитети за што било
дека ти додека не ги решиш главните политички проблеми, значи дали е тоа Охридски договор, дали е тоа Преспански договор, дали е тоа продолжување на интеграција која инаку ќе трае со години, со милион сопки уште непредвидливи и така натаму, дека ти не можеш ни економски да мрднеш. Еве ќе ти кажам една, нели мојата теза е дека у Македонија практично нема ни 10 фирми кои што се на кој било начин релевантни во регионални, не во континентални рамки или меѓународни, бидејќи нашата економија можеби и прилега да е таква. Нек не бев на прилика, не е битно и така натаму. Во Македонија годишно умираат негде околу 21.000 луѓе. Тоа е иначе нормално, 1% од населението. Лани умреле 20.800 и така, не е битно. Не знам дали некој го знае податокот дека 90 плюс од 100 од сандаците за погреби ги увезуваме. Значи, види, Македонија не може ни сандаци за погреб да произведе. Значи, ние не разговараме за, не знам, махагони кујна која ќе има топ од мермер. Ние разговараме за 4 даски со дно добро лакирани рачки. Ние ни 90% ги увезуваме од Словенија. И другото валда од Србија. Добро, има и заради религиозни обреди луѓе што се погребуваат без се. Но сакам да ти кажам, види, тоа се 15.000, мислам, морбидна е темата, но сакам да ти кажам, види, овдека секој ќе излезе да плаче, да каже државата, влата не ми даде ова, да ми го реши прво. Никој нема да направи еден погон, најелементарен столарски со 5 души кој годинава ќе произведе 2000 сандаци. Се извинувам што е морбиден разговорот, но во економска смисла, ни тоа не го прави никој. И сега, ти да мислиш дека економијата ќе ја решиш без да ги решиш крупните политички прашања кои ќе те повлечат во еден друг интегриран свет, тоа е класичната заблуда на сите националисти и во неа Мицковски гледам како се поеќе весла. Вчера ми направи впечаток на една емисија, една теза во оваа насока дека за да Македонија успее економски, требало цврста рака. Тоа е тоа. Ме разбери? И сега ти која ќе се поставиш дека цврста рака треба, тогаш ти добиваш популација која чека од цврстата рака да подаде нешто од неа да ти дојде тебе. Значи ти не постоиш како индивидуа. И те нема, ти чекаш од црстата рака која некој од време на време се спушта од облаците и те храни. И при тоа ти се заглавува Деус екс махина, се разбира, која постои античка, ама тоа е античка драма, тоа може, ама не е. Сега, и ти практично одржуваш еден менталитет на една таква зависност каде што луѓето просто никој не размислува на иницијатива, че да рече јас шо правам. Еве, ова ќе направам, ваков бизнис ќе направам, дај од ваму ќе земам некоја идеја да те покрене. Не, зависиш од цврстата рака. Сега сакам да тоа е социјалистичкиот модел, нели? Да. Командната економија у која што ќе одреди владата дека наредната година ќе има 3%, 6% и сите спроведуваме планови на државата. Тоа се вика инаку, види, нашиот менталитет дури во новиве генерации се уште социјалистички. Ние уште не живееме во време на капитализам. Најголем дел од луѓето. И сакам да и вака срдечно им препорачувам, тој ти насловот го знаеш, Why Nations Fail. Да, од овие двајца професори, економисти, едни од тој доби иначе Нобелова награда. Да, Робертсон, едниот е Джеймс Робинсон, а другиот е турското име, да. Коглу, како беше? Да, така. Сега бази, еве они прават една анализа. Вика, и го извади во војна. Северна Кореја, семејството Ким основаше режим кој го репресираше населението, ја забрани приватна сопственост и ја концентрираше сета моќ во избраната елита. Слично како економските институции, политичките институции исто така можат да бидат инклузивни или екстрактивни. И сега они тезата што име? Дека практично тие екстрактивни институции кои се препознатливи во авторитарните режими, они ја оневозможуваат развојот на економијата. И обратно, само инклузивноста, кога имаш различните слоеви од општеството која се застапени и во односењето на одлуки, во иницијативи, покренување и така,
тоа е главниот покренувач на економскиот развој. По таа смисла бил фина лектира, ова би можело да биде околу авторитарност, Па ја мислам дека таа книга е црста рака и ќе реши тоа, ние утре ова. Why Nations Fail е инаку позната, пред 10 години излези и веќе се учи. Таму не дека има некакви ингениозни новитети и така натаму, меѓутоа двајца автори практично важноста на институциите, нивната стабилност, предвидливост и така натаму ја онака баш ја циментираат со многу занимливи аргументации. Што инаку е реформите кои што ни ги бара Европска унија да ги направиме и со кои ние се мачиме веќе 30-40 години. Види, сакаш да ти кажам нешто од Европска унија извештаат. Ајде. Што ви кажат за судството баш ме интересира. Секи ти кажам. Тоа е добро, се гледа. На пример, нема потреба ние кој губење на време е тоа, со таа иницијатива да се распушти судскиот совет, и обвинителскиот совет. И тука, да ти кажам право, забелешката на извештајот е the new government's announcements of plans to dissolve the Judicial and Prosecution Council are a matter of a serious concern as such actions да преведеме се сериозно загрижени would undermine the independence of judiciary. Ќе подкопат независноста на судството, правосудството. И сега, види, тоа е исто тема околу која треба обединување. Партиите не мора да се обединими на принципи. Дека не може сега, ќе тоа е утре друга влада, ајде распуштај овој, ставај мои луѓе у судство, у обвинителство. Значи тоа мора некако да се постави. Од тука произлегува мојот песимизам поголем отколку после изборите во однос на Мицкоски на неговата влада. Види, оваа влада реално е далеку од било каква импресивност по тоа што го покажа во првите 4 месеци од владење. Упадна во прво се гледа дека кадровски имаат проблеми. И тоа не само формално, затоа што не знам колку институции се непополнети со нови кадри и така натаму, за кои што... Второ, самата коалиција е толку разнородна. Ова влен е еден состав на... Уште не успеав да го разберам. Да кажем, каша попари и така натаму. Добро, сега ние не може да се импресионираме од моногитност на Дуи, бидејќи тоа има неги други проблеми. Меѓутоа, овие очигледно аутпутот им е крајно проблематичен. Ова разноразни Максо, не знам, кои се таму уште овие помагливе партии и така натаму, тоа е исто една каша попара, како што треба. И потоа влегува во глупи... Не, за тоа во некои други емисии и сме го правили разговорот и бидејќи тоа врзување со Србија и ова влегување комплетно во српската агенда е веројатно најопасното нешто по независноста на Македонија, но бидејќи овдека сентиментите околу Србија се веројатно и оправдано високи и така натаму, знаеш која е тезата дека види лето се скинав од смеење, мислам како да кажам, ај што е Вучич поприсутен у нашите медиуми отколку тоа со Силјановска не може да се мери таа. Дури претходно да се кандидираше за председател Македонија, прв круг ќе победеше. Меѓутоа ми остана впечатено, види, Летоска имаше една вест која у тај МК стоеше 5 сати. Вика, председателот на Србија Вучич ќе се сретне со рускиот амбасадор во Белград. На кој начин е тоа вест за Македонија дека ќе се сретне по платне? И тоа народ клика, чита, виде, ќе се сретне со рускиот амбасадор. Он со Русија тоа, Тито Југославија. Така што ова секоја недела по една висока средба, те у Куманово, те у Скопје, те сега ќе ни дајале 10 автобуси, те утре ќе ни дајале брзи пруги, те задутре ќе... Значи, и тоа во ВМРО е една импресионираност. Види, они од СДСМ тоа знаеат да го култивираат. Не затоа што таму помал бројот на луѓе кои иначе би пресекле вени за сето тоа и во културна смисла, не само во политичка. Да, сакам да кажам, овие се точно. Ама и овие други се замашале. Едва и чекаат и така. И потоа има една друга додавка. Ај се малци и овие конкретни работи. Погледај каков хаос направи со новиот шеф на оваа АНБ која нели... Па ја го разбирам да ти кажам. Види, што не се спомнува во јавноста, бидејќи тоа веќе ние пред да почнеме со емисија веќе се пројави. Има неколку работи што не се спомнуваат. Прво, за мене најголемиот скандал во целата приказна не е ова што сега се случува, а ќе го поразговараме.
туку фактот дека ВМРО ДПМН на својата најголема партиска организација, тоа е на градот Скопје, имала полициски началник за председател. Мислам, па погај ти која е тоа навредлива една, како да кажем, една ситуација да ти ставаш полициски началници да ти водат партиски организации. Тоа не е регулирано со закон, ти можеш и криминалци да ставиш, не е тоа проблем, и имало и криминалци. Меѓутоа, не е ли тоа навредливо да една, особено во главната организација во градот, да ти биде полициски началник со години кој што сега заради тие своји референции го кандидираш за ова. Од професионалец ти уствари го партизираш. Тоа е страшно. И после тврдиш дека од ствари не е партиско решење, не знам што и така натаму. Тоа е едното. Второто е ми ја украде идејата, не знам кој беше кај Мечка, некни гостин, можда Стефче Јакимовски и така натаму. Вика вика што се бавиме со тоа. Викни го на интервју, постави му 5 прашања на англиски и одма го проверуваме неговото TOEFL достигнуќе. Не, види, се тоа и тоа со англискиот, Сашо, не е па тоа дека он сега нешто као мора да знае за да биде кој знае колку англиски да е оксфордски џак и така натаму. Види, проблемот е што човек кој се именува на таква функција, тоа нема потреба да елаборираме моќта на таа функција, доаѓа со фалсификат. Добро, сега као уште не сме го констатирали фалсификатот, пошто ти до една друга глупост. Сега чекаме ДКСК да иде. Нема, Мицкоски вчера рече, вика СДС има, вика 30 такви. Слушај да ти кажам. Сертификат. И сега, кога мојот впечаток дека Мицковски не знал за TOEFL-от. И затоа е дополнително нервозен. Ама зошто го... Пошто му е јасно дека е се тоа гол гости, како да ти кажеме. Така е категоричен, може да да видиме... Затоа што е арогантен, затоа што е тврдоглав, затоа што е влезен во... Па ќе ти кажам чуму, затоа што е тоа, види, се е тоа резултат на еден безбедњачки менталитет, кога има иначе во сите партии, меѓутоа во ВМРО историски е присутен, и тоа при тоа не мислам само од независноста, во историска смисла е присутен, едно, како да кажем, едно пренагласено влијание на разноразни конспирациско безбедњачки па они има и внатрешна служба за разузнавање, не ги знаеме. Тоа цело време се вртат погаѓа луѓе околу Мицко. Значи тоа све некои информации кои што не знам што ќе ти расведе. Меѓу другото, види, можам речиси да ти тврдам, не знам, пошто и тоа е човеков сега, на крај што и да излезе за него, говориме за овој дечко, што треба биде, за кој ВМРО-вци вика да он бил добар дечко, абе немам ништо против. Тој веќе не може да добие НАТО сертификат за безбедност. Готово, тоа е завршено. Мислам, луѓето не знам дали знаат која е процедурата за НАТО. Апропо извештај од Европска унија на истава тема. Чекај да ќе преведам. И сега сакам да кажам, наместо Мицко да прејде во една брза политички, иначе нормална стратегија, cut the losses. Значи, кој ќе те фатат со таков проблем, излези, кажи, дечки, фала, да, малку погреш, срам да вие тука сите сте, али овој го менјаме. Он сега продужува да тоне утињата, се повеќе заглавува, сега он ќе го брани, и ќе доеме до овие ситуација, он е по-патриота од вас, од нив, дечкото е веќе нефункционален. Особено во намера да се менува системот во кој што сега ќе ги спајаат службите, така натаму, разбираме, затоа што сакаат да истераат сигурно 30, 40, 50, 70% од вработените, за да стават своји и така натаму, тоа е јасно. И него слушај го поздравот од Европска унија, апропо политизацијата на јавната администрација продолжува да го undermine, да го подрива постојаната потребата од апликација на вработување мерит based по системот, да, според мериторност и транспарентноста на процесот и вика со последици по ефикасноста на администрацијата на подолгорочен план и промената вика на владеачката структура после изборите во 2024 година, значи се овие, не донесе никакво подобрување во однос
на овој проблем со партизација на администрација. Што инаку? Пази, ова, Да, значи, на 100 дена едва е помина го имаш. Слушај да ти кажам. И ова што го кажа Европска унија, такви обланди така. Ти виде некој амбасадор да излезе од овие сите овие западниве амбасадори која Македонија прогласија за најкорумпирана држава у светот, тоа е иначе тотално една измислена. Успеа да наметнат атмосфера дека све овдека не чини. У години, чекај, дозволи. Значи, виде некој од нив сега да излезе за овие сите проблеми. Непристојно, сега 100 Како ќе беше дена уште непристојно? нема. Па еве поминаа 120 дена. Па еве го извештајот. Па добра, ај што? Ама тоа го каже извештајот што ти го читаш. Кој го чита овој извештај? Па сега види, Кој го чита, кажи? Ние го пренесуваме, вајде и други медиуми пренесуваат, сега и ако обавезно, поексплиците од ова, нема каже, тоа е тоа, ти го кажуваат, не се крие. Мислам дека кријат. Мислам дека одат, не, озбилно дека политички е проблемот. Ние имаме проблем со тоа. Значи види, они се кладеа на Мицковски дека он ќе ја направи и тоа е нормално. Ги читаа истите истражувања на јавното мислење што сите ние ги читаме. Заклучокот од тоа беше дека следната влада мора да биде ВМРО-вска, затоа што она ќе има доволно пратеници за да влезе во... Што е точно. Значи 70 и кусур пратеника стварно има една убава можност да направи... Заради тоа претераа во критикувањето на претходната влада, правеа фаулови кои што се непристојни и така натаму. Добро, добија нова влада со ВМРО со 59 пратеници. Се заедно лесно имат и над 80 пратеници. Да. И што мислиш, Овој се ќе ми испорачали тоа што го? Бидејќи види, поминаа 4 месеци у кои само ги влоши работите. Значи, без кочење инсистираат да се скараат со бугарите. Значи, ова не е само Добро, се Александар ретарира. Ама, види, ретарираат од како изедоа 3-4 бокса. Значи, тоа Берлин тагадал, отидоа Коридор 8 тагадал, отидоа Бехтел Јенка тагадал. Значи, тоа со овој лидер сега што го има, само се повеќе наечија станува. Ја ти кажувам дека сега ќе биде следното. Немаме што кој ќе кажеме од Бечка и Бичо. Мислам, тоа е срамота. Стварно срамота, без разлика, мислам, не вреди сега сите више го коментира. Хистеријата околу Бехтел и Што Јенка, ти е, тоа беше човече? договорот Ама која што се ти е, потпиша. човече? Тоа како иначе го изведе СДСМ и ДУИ, особено Артан Груби, тоа е приказа се расправа. Неверојатно. Овој се излезе дека ова е победничкиот проект. Ало, мислам, еве, Инфо Максимум ги пушта изјавите од 3 месеци. Катастрофа. Но што ми е зборот, види? За човек кој што е решен да ги направи, сега немало влада во Бугарија. Прво, ти тоа што сакаш да го правиш нема врска со влада во Бугарија. Не, ќе сме го подобрили договорот. Добро, сите им кажаа дека нема да има подобрено. Не, види. Чекаат некаква отстапка од новата влада во Бугарија. Тоа е, како да ти кажем, не умри магаре до зелена трева. Ќе влеземе, значи, во идната година. Идната година кој ќе дојде и каже, видите сега, не можеме пред локални избори ова да го правам. Значи, ќе ги дочекаме и локалните избори ние тој. Види бе, Борјан, ништо од тоа нема. Види, Сашо, добро е. мислам, ме разбираш што ми е проблемот? Проблемот ми е, бидејќи главниот наратив. Види, нашата интеграција код Европската унија е битна заради едни тековни реформи што се прават дури и во очите на јавноста, во смисла на некаков интензитет на секојдневни вести, и второ битен е наративот, политичкиот наратив, дека одиме негдека. Тоа е мачен пат, кој знае кога ќе стигнеме. И одржување на еден консензус Сакам да ти кажам, перспектива. кога тој наратив ќе го уништиш, преоѓаш кога се националисти прашање ова што ти го кажувам. Да, ама ќе направиме таква економија што ќе ни биде небитна Европска унија. Мислам една будалашнина да похални разбори. И сега веќе влегуваат во тоа. Јас го гледам Мицковски дека он не сум сигурен, се помалку сум сигурен, дека сака да испорача на таа. Не, таму мислам дека не работа дал сака или не сака. Мислам дека откако ги преземаа функциите, тие што се одговорни за тие релации, ја сватија ургентноста и како да ти кажеме, фрката на Европската унија. Значи, види се, Сашо, Европска унија има, окей, не гледаш. А гледам 4 надворешни политики во моментов во ВМРО. Значи, во владава има 4 надворешни политики. Едната ја води Муцунски, кој што е он стварно ми остава добар впечаток за овие први 3-4 месеци. Разбираш? Да, Мики Маус било она. Втората надворешна политика реално ја води Александар Николовски, особено по ключови теми.
Значи он преоѓа во ресор кој што не доликува на неговите функции. Третата ја води, знаеш како, го гледам некти Милошовски на некој интервју кој што нели во парламентот. Па ја не го гледам нешто што е добра вест. Му ги видов формулацијата на тезите и така натаму и он води одредена надворешна политика, четвртиот се разбира Мицковски кој што е врвот на сите надворешни политики сега. Петата надворешна политика се сите овие иди ми, доđи ми, трчимоче и коалицијски партнери кои што, знаеш како, од знам до влен лупетаат кој како ќе стигне и така. Не гледам јас дека тука има некакво се уште врамување и одредување на насоката за која сите би работели. Види, они се затекоа, значи прво излегоа од една еуфорија еден филм и скоро да влегува у анти-еу реторика пред изборите и така ната, за да кога дојдоа и на самитот во НАТО, кога беа во Вашингтон и Берлински процес и во Брисел, видам дека сати, види, во Европска унија, Сашо, ти што сакаш кажи, са може да критикуваме дојде до едно и назад, тоа многу повеќе има за критика. Они имаат очајничка потреба да изградат наратив дека проширувањето е сепак живо. Последен прием е Хрватска. Колку помина од приемот на Хрватска? Види, и оваа приказка со Албанија и Црна Гора до 2028 да бидат членови. Мекалистер во интервјуто ми го кажуваш. Нивниот план е до крајот на овој мандат да истера. Тоа е можеби идеално сценарио. Ама им треба. А зошто Албанија и Црна Гора и Македонија во тој пакет? Зашто се мали држави. Тоа лесно се хендла. Ти немаш такво промаше ко ние со Бугарија и Романија што ги разбираш? Не се согласувам. Стратешки кажам зошто не се согласувам. Зошто? Прво, гледам големи европски држави, Добро. кои што се членки на Европска унија, големи во смисла и на своето влијание, не само во смисла на тоа колку се големи де факто по економија, по луѓе и така натаму, кои што се откажа од водење на дворешна политика. Како може Орбан да биде во Грузија, а ниеден, да кажем, шпанскиот премиер, да не зборам за французи, да не зборам за па што ако е председател? Он оди таму капацитет билатерален. Види, никој не го испрати во Грузија да биде во смисла на ЕУ. Значи, особено бидејќи 95% од ЕУ не се согласува со него, како тоа не отиде некој на билатерално ниво? Чекај. Види, како што овдека е разноразни холандски амбасадори ни се цртаа пред разноразни први да даваат билатерални изјави. Значи овдека не збореше европскиот амбасадор во име на ЕУ. Туку ќе се нацрта холандскиот амбасадор и ќе почне да збори да тртља за корупција за едно за друго. И тоа е во ред. Јас не викам дека е тоа лошо. Значи таа демисија во Европската унија на сериозни држави да немаат надворешна политика, туку се да остават на фон дер Лајен. Патем биде речено, ние уште немаме комисија во Европското. Таа ќе биде готово од декември. Таа ќе почне да функционира од јануари. Прошол воз, како да ти кажам. Апропо, словенечката комесарка, сите имаат големи надежи во неа дека ти му дае друг квалитет. Се тоа ти кажам се, добро е. Значи нас работата ни стои ние да си ја завршиме. Не, тоа нема секогаш. Словенечката, не, секогаш, Саша, ама политичката волја во Европска унија е многу битна, ти можеш. Што сакам да ти кажам, Борјо, ни тоа ќе го разговараме наредниве недели, бидејќи некои работи се рачестат. Самиот Мицковски се уште чека да ги види резултатите како и цел свет, патем биде речено, од изборите во Соединетите Американски држави. Неговата папочна врска со Орбан, види, да те подсетам, Орбан мораше да дојде во Охрид 2 дена, бидејќи веќе ни на телефон не може да се договорат. Тоа мора да биде се у 4 очи, мора да биде на истата тераса кај што со Груевски се договара, значи не може веќе ни со посредници, пошто и посреднициве не е баш сигурно кој се оти утре ќе испадне некој да биде заштитен сведок у нешто, значи се мора да биде у 4 очи. Добро. Тоа го чека да види, бидејќи реално во Македонија, зависност од изборните резултати, тоа ќе го дискутираме следната недела и така натаму, ќе има едно посредно влијание. Да не зборам за Европска унија, за светски односи и така натаму. Второ, јас не гледам во Мицковски решеност да покаже храброст. Види бе, знаеш што е Зоран Заев за него? Сега ова ќе ни споплюкаат. Зоран Заев за него е француски академик, односно ова у Тетово што ќе прават академија, кај што Мицко ќе може да се пријави. Па човече, со сите проблеми, значи ние не збориме уопште за тоа што ќе прави министерство за не знам што за
крупни одлуки носат лидери. Мицко иначе... не ми го покажува Мицковски тој габарит кој треба да го има. Пази во ситуација кој има 59 пратеници, во ситуација која може да се глупира со разноразни други работи, да најважнава точка, стратешкава, пак ја одлага, како што ја одлага, така поише ќе тоне, тоа се, како што е тврдоглав и арогантен, се повеќе ќе брани неодбранливи работи. И тоа ќе си биде, овој муабет ќе го правиме и следниот март. Мислам, види, најсреќен би бил да е погрешна мојава оценка. И да ми кажеш после месец-два, ти виде како ти тврдеш дека, ама не Мицковски. Ја имам едноставно голема резерва дека е човекот спремен за големи работи. Види, а ние имаме уште неколку крупни прашања. Се согласувам дека не е човек кој има таа политичка храброст да пресече некои работи, иако сите знаеме. Зашто не се наш политичар? Види, нас не ни треба техничка влада. Значи сме имали подобри технички влади од ова. Нас не требаат сега, види, да речеме. Им ја гледам политиката во област на дигитализација. Одлична, еден концепт, одлични најави, како си кај дечко Стефан ли се вика, не знам кој е така натаму и уопште. Тоа е да речеме во една мала област, многу важна област, но гледам дека имаат една визија која сакаат да ја туркаат. Мицковски ја не ја гледам таа визија кај него, не усмисля, он треба да биде чадорот на целата ситуација. Се плетка, се пењави, станува арогантен, почне да влегува овој тип на нервозни дневни политики. Знаеш кај ќе заврши тоа, Борјан? Кога ќе се покаже дека не може да испорача за важните работи, ќе почне се бави со неважни работи. Во принцип ќе дојде да малтретира нас. Инфомакси, политиканти, не знам овој било до ној финансиран, овој, ти не си платил 3000 евра. Мислам, камон! Значи ги повторија истите, значи хистерии фаќа пред избори за Рек Битола, за Бехтеленга. Сега они да се слика, им дава нови тендери. Па мислам, добро, овој народ не покажал голема свест за одредени реалитети у последните 3-40 години, па толку да го мислиш дека е глуп, па и тоа не е вред. Не, тие манипулационно се мене ми се тоа. Па еве види, да не ја заборавиме председателка. Погледај сега како тоа се изведе со овие помилувања. Прво, луѓето забораваат, види, можда е нашиот проблем што ја имам меморија од 40 и плюс години на нас. Значи, председателката сегашна, истото тоа го правеше кога беше министер во владите на СДСМ. Па ја не знав дека сопругот ми е во бизнис со фришопови. Да. Така и ова. Да потпише фаливите, многу интересни во негатив смисла имиња. Виде ти кажам. И тоа, никој не се бави со тоа. Јас мислам дека таму има една канцеларија која работи у позадина на председателката. Кое што, иначе, види, како може да се случи да уопшто овој човек што го помилува овој водачов на едно од најсегашните мафии, така, како уопшто може да се случи да дојде на списокот за помилување? Значи, таму е корупцијата, таму се платени парите. Не знам у кој нивоа се. Потоа, да се обезбеди да он помине низ целата процедура, таа е компликувана процедура за помилување. Како не е тоа? Значи, таа има ставено брани, таму има доволно брани поставено за да ова не се случи. Се разби треба да има. Како што и треба. Бидејќи се случи. Тоа значи дека тие брани се пробивани со нечие знаење. Мицко не се занимава со тоа на почетокот на мандатот и да каже сега ќе ви го, да не ти кажам што мамето, пошто вие сакате мене у првиот месец ова да ми го правите. И да ги растури. Ја ќе ти кажам кај се кафаните што ги договарат. Тоа мора да знаат и Мицко и тие неговите околу него. Тачно се знае кај е канцеларијата и кој што договара и колку кошта ова. И сега, на тоа отиде ендек комисијава цела, Гордана Силјановска не излезе, не само изненадена, сега ќе сме ги прекршиле човековите права, ние уште не знаеме ни што се случи со човеков, тој вади ќе излезе на слобода. На тоа Мицко реагира нервозно, пошто гледа како Тоде Броду го апсат да излезе за затвор, за ова што пукал тој истиот дел, ова што... Сакам да ти кажам еден хаос за кој Мицко не покажува храброст да го разреши. Напротив, уште блебета и уште како со министеркава, како што шефот на АНБ, уште на крај ќе се испостави дека ние не сме доволно патриоти големи за да разбереме уствари за... А ја ти кажам дека ова само првиот симптом за тоа како тоа уствари ќе тече. И тоа истата оваа приказна, Бехтели, Рек Битоли, не знам што. Негде гледам пресконференција држи ревизорскиот извештај у фондот за ова по ФИТР 60 фирми биле абдали едни. Во
развивање како да кажам, на иновативни бизниси, во развивање на напредни концепти и така натаму, сосема е нормално од 100 фирми 3 да успеат. Ние ги гледаме Microsoft и Apple, ние не ги гледаме другите 560.000 кои што пропаднале у гаражите. Ама ти инвестираш во такви затоа што они, Елон Маск ќе направи таква компанија. Не коментирам кој е Елон Маск, за тоа ќе коментираме и така натаму. И сега и ова, па тоа се, знаеш, некој зела 20.000, 50.000, 100.000 евра, не е битно, успел, не успел, и сега ти практично го компромитираш целиот сектор, иначе тој ревизорски извештај. Скоро сум сигурен дека у тие на еден му фали извештајот, на друг датумот е погрешен, така е дојден од овде. И сега они од тоа се разбира дека нема да има никакви продолженија правни од тоа, бидејќи знаеш како се приказнува ДКСК да реши, па после сега се сети јавно во видителство дека ДКС не е правосуден орган кој што они треба да се активираат. Значи за 4 месеци влеговме во приказни кои што си ги дозволија да ги направат потполно непотребно, тоа ги прави нервозни, неефикасни, разноразни разногласија, па ти гледај во област на финансиите имаат очигледни разногласија. Тоа сакам да ти кажам, Сашо. Малце со пензиите подкупија некои гласови, добро, иначе сосема нормално. Ако не застане на платформата за Европска унија, да, ќе му се случи истото, и тоа е баг во ВМРО. Лјупчо 98 која добиваат власт. Има феноменална понуда за да го реши името. Лјупчо се обидува, ама се исплашува. Затоа што Бранко Црвенковски тоаш ќе го бранеше. Па добре, учат ли нешто? Ти ми ја раскаже целата историја надзе за 30 години. Што е заклучокот? Секоја следна понуда е полоша од претходната. Точно. Го плативме со висока цена. Груевски 2006 заглави во таа агенда за да на крај заврши стейт како што кепчер. заврши? Не, и у багажник, ама то за него не ме интересира. Ти кажувам за општеството. И сега они пази, а пак огромна шанса добиваат. При тоа, ова што ни го бара сега Европска унија, никој не го спори, многу лесно решливо, без никаков проблем. Вака ќе помине со се опозицијата гласање у парламент. Што иначе исто е проблем, гајаме некои други, зашо опозицијата гласа, добро. Нека гласа. Со 110 гласа ќе помине. 110 гласа ќе помине. Валда левица ќе биде против. Левица ќе биде против. Сакам да ти кажам, и он тоа не го прави, бе, Борјан. Ама тоа ако не го прави, што е тоа? Што се занимава со политика? Јас сум оптимист, окей, ја мислам дека сепак го свати моментот дека нема, не знам, барем сакам да верувам дека е така. Слушај да кажам, Антонио Грамши, еден чувен италијански теоретичар, марксист и така натаму, има една изрека која вика да бидеме песимисти во теоријата и во изјавите, а да бидеме оптимисти во делата. Добро. Еве, јас сум песимистот во. Ти си оптимист во. Да, ќе видиме. Ајде да видиме дека. Знаеш, пред изборите ја мислам дека он е многу искрен кога ги зборува тие работи. Пред избор и дека верува во тоа. Со тоа што сега во овој контекст, што е искрен, во контекст на тоа дека има сватено колку е сатот. Он претходно кога беше во опозиција он не можеше да види. Добре, Борјан, види, сите знаеме, не е тоа никаква, валда овие што чекаат на автобуска станица разбира зашто се. Он очекува влада у Софија кој што нешто сигнал ќе пушти дека нешто е расположено. Еве, Бекалистер со него разговара. Ја ќе ти кажам дека ништо нема. Добре. Еве ти кажам дека ништо нема. Прекинуваме, тука се разликуваме, ќе видиме. И на крај ќе дојдеме овој момент да го правиме за год. Да му даеме време на времето. Па види, па тоа таква будалаштина одамна не сум. Сега уште Америка, види, Америка сега е темата. И другата недела рековме со Мечка и со Мичо ќе седнеме да тоа све фино изелаборираме со сите наши разлики. Мислам дека ќе имаме разлики со Мечка и Мичо на околу Америка, ама не знам. Инаку таму е сериозна ситуација. Затоа што таму, читав една анализа, некои викаат може да дојде до граѓанска војна. Регистрирани се од 2020 до сега преку 1300 радикални хотспот низ Америка. Ти сам знаеш како е наоружано и така натаму. Овој избор резултат то пата ќе биде, нема да има победник во вторник, односно среда кај нас са бајле кога ќе се разбудиме, нема да има победник кој што и се чекаш у амбасадиве кој организирал Александар Палас, па еве тој ништо, се откажа да.
Нема. Да. И тоа е загрижувачки, ќе нема инвестирам да уште има. 10 на минути оваа тема, бидејќи реално види мене што ме Долги сме мислам веќе. не, мислам дека сме тука негде околу 60 на минути. Да кажем уште 5-6 аргументи што мене мислам ова е тема у која веќе сите во светот се занимаваат на начин да се на вознемирувачки. Види, прво бидејќи јас ти викаш една анализа, јас сум прочитал 1000 анализи, значи тоа го следам во детали што се случува, бидејќи мислам дека е светски важно. Прво, истражувањата да јавното мислење. Види, необично за Америка е колку лоши, квалитетно лоши имаат истражувања на јавно мислење. Тоа е таква еден налет, еден бран од импровизации, лошо методолошки спроведени. Катастрофа, има 3-4 посериозни. Сакам да ти кажам дека индустријата за истражување е крајно несериозна и дека ништо врз неа не можеш да предвидиш. Таму има истражувања кои ги прават партиите, тие не се објавуваат бидејќи се за внатрешни партиски потреби, но ова што имаме прилика да прочитаме 90% е булшит. Мислам, тоа е кој ќе влезеш у методологиите, кој ќе видиш како е правени. Тоа се интернетски истражувања, телефонски, со мали семплови, со катастрофална методологија, тоа ништо, тоа земи и фрли у ѓубре. Тоа не значи таму дека не е прилично изедначена трката, но немој да се изненадиш ако резултатите бидат различни од ова што се предвидува. Второ, види, просто е скандал количеството на пари во кој што достигна оваа изборна кампања во Америка. Значи, тоа е таква една мамутска корупција. Ја не знам кој американски функционер, амбасадор, председник има уопште морално право да излезе и негде да збори за корупција у туѓи земји. Значи, тоа е толку многу милиарди се трошат. Мислам дека до сега само за председателските избори, бидејќи да не забораваме, таму има и сенатски трки, има разни други трки и така, кои многу важни и така натаму. Мислам дека они во моментов имаат они се меѓу 5 и 10 милиарди долари. Што е фрапантно, види, тоа е фрапантно од позиција на британец да збориш, не од позиција на Македонија. Значи во тоа има таква ужасна корупција. Не е изедначена борбата. Не, јас едноставно ти кажам дека врз јас ти сакам да кажам дека врз основа на ова што објавуваат анкети не можеш да знаеш дали е точно. Таму има 3-4 агенции кои што релативно се посолидни, но ова количество на ѓубре кој што се објавува и од потоа се прави, како да кажем, кампањи и така натаму, тоа ја мислам дека ќе не е исклучено да бидеме изненадени што ќе бидат реалните резултати. Трето, неколку поенти сакам да направам, бидејќи ќе ги дискутираме. Некој од затвор излезе Стив Бенон. Стив Бенон, за овие што не гледаат, веројатно за мнозинството од луѓето не знаат кој и така натаму, едно џубре од супер интелигентен човек, кој што е еден фашист иначе и така, кој што беше chief communication, по Европа ги значи беше шеф за комуникации на Трамп, кој додека него навреди син му и така натаму, па го истера и така натаму. Беше у 4 месеци у затвор, бидејќи заради непочитување на Конгресот, кој го викна да светочи така, го осудија на тоа контемпт, што ви кажат и така натаму, го стави у затвор. Стив Бенон на излегување даде пресконференција, во која што порача вака. Трамп треба вечерта, пред да заврши гласањето, значи у 11 вечерта, треба да излезе на националните телевизии, да прогласи победа, значи пред уопште да почне да стигнуваат пред резултати и да не се симне од националните телевизии додека не победи. Најавите се токму такви. Знаеш дека се обидуваат да инсталираат, бидејќи сега што се обидуваат да прават? Сега се обидуваат да резултатите не бидат сертифицирани на локалните нивоа, комплексен е системот да не влегуваме, да не ги гнјавиме гласачиве, за да тоа стигне до Конгресот, да во Конгресот се решава кој е всушност победник, бидејќи мислат дека таму имаат еден двајца мнозинство на ниво на Сенатот, па и во Конгресот тоа треба сега да видиме што и како. Значи има една елаборирана стратегија во која се вложени многу пари,
во кое што вложија многу памет затоа што ги научија лекциите од минатиот пат кога Трамп изгубија, тврдеше дека му се украдени изборите. И сега тоа така ќе го искомпликуваат што на крај не ќе може, добро, ни демокративе не се наивни, се разбира дека на тоа имаат контрастратегии и така натаму. Но ако се точни прогнозите дека се пата изборите во еден систем избирачки кој е катастрофален, бидејќи таму сите се согласуваат дека Камала ќе победи со милиони разлика ќе победи Камала, ама заради 100.000 гласачи у каунтито, не знам, Пенсилванија, цел свет се. Хилари Клинтон имаше повеќе. Ова е уште повеќе ќе има. И Бајден, и од Бајден уште повеќе ќе има. Сакам да ти кажам, значи, такви срамни работи се случуваат во Америка, што мене ми е криво што без разлика на резултатите, Америка престанува да биде бикон, да биде светилникот за демократијата во светот. Тоа во вакви земји како Македонија, во овие мочуришта, та БРИКС било, иначе то катастрофа помина у Русија, ма тоа овдека не кој ќе го каже, тоа катастрофа, Путин се насука 100 на саат, заглави. Среќа доларот го уништија, нема долар више, не постои долар. Нови членки и пропадна доларот го уништија, уствари го понижија и овој од Индија и Нарендра Моди, па и кинезот. Не доби за Украина, него доби тоа што го бараш. Доби заклучок кој што нема врска со тоа што го бараше, на крај таму присуствува разноразни кои ќе ги погаш. Види бе, Борјан, знаеш, ние овдека сме отпорни на суви податоци. Види, само ова ќе ти кажам. Ај што е Русија веќе, мислам, единствената среќна околност е што не може више ни Латвија да ја загрози во воена смисла, бар за наредните 10 години. Тоа не ја подценувам јас со будалаштината, ама во класична смисла, тоа е заглавија таму оваа трагедија, тоа не може да се опорават. Види, Русија веројатно економијата е сега, кога влезе у војна со Украина пред 2-3 години, нејзината економија беше од рангот на Шпанија. Значи, Холандија е веле сила, мислам, валда Филипс, кој што сега се поврати на се, нема поголема економија, Филипс, фирмата. Види, Америка во моментов мислам дека нејзиниот купен GDP е негдека околу 27 трилиони долари. Кина, која што ја сметаат за е 17. Знаеш која е разликата од 10? Добро. Трендовите и убаво е Кина да се развива. Кина направи неверојатни скокови, особено со решавањето на сиромаштијата у последните 20 години. Стотици милиони луѓе излегува од сиромаштија и така натаму. Меѓутоа Кина е така заглавена економски што се држи на кристални нози. Тоа овдека никој не го дискутира, бидејќи него Кина ќе ја Америка, ќе доларот, БРИКС. Абе абдалијади. Добро. Види, империите завршува и Римска империја трае, па пропаѓа. Да се вратам сега, не. Сега да се вратиме. Да се вратам. Затоа што се наште. Затоа што кој да победи во Америка, Сашо? Приказката, бракот америчко-европски е готов. Таков каков што го знаеме ние од после Втората светска војна. Нема више тоа. Не, мислам, и Камала Харис да победи. Европа ќе мора да се консолидира. Види се, они одамна го зборат тоа. И погубени се во тоа сценарио. Не знаат кај да пофатат. Ама он нема друг избор. Тоа е тоа. Затоа делот таа приказка на консолидација е и проширување. Ова сега би било еден саат нов која би отворила темата. Добро, ама тебе се збори многу, ти не можеш да Ако па те били овие по 3 сати да и вобак здржате визија, па четираат, па се распават. Тоа се што сме вале еден саат траеме. Само што види ти кажам, Трамп во суштина беше во право. И всушност ги потврди само на свој начин, се разбира, и заложбите на Обама, и заложбите на Буш дури пред него и така натаму. На германците просто им кажа: слушај, вие купувате поевтина нафта од русите, наместо да купувате америчка нафта, и кој ќе ве прашаме зашто не купувате, иначе овдека не се ни знае дека најголемиот производител на нафта во светот се Соединетите американски држави. Не Саудитска Арабија. Ама овдека кој ќе им кажеш на луѓето, они ако дувнат падна цената, добра, ај се тие други муавети. На што овие им викаат, ама знаеш, руската нафта е поевтина. Поевтина е, добро. Сега ние ќе ги повлечеме сите патриоти ракети од Германија, ќе ги спразниме сите бази, па вие инвестирајте во одбраната, која е 10-кратно поскапа од колку нафтата, па продолжите да купувате руска нафта. И стварно тој аргумент држи. Заради тоа ги пробудија, нели, добро, гледаме сега како растат и така натаму. Но, Борјан, види,
Знаеш како, ќе повторам една анегдота што Меркел му ја каже на Обама, а кое што се рефлектира на оваа сегашната во една прилика пред да заминува Обама од да биде Меркел уште беше канцелар и така натаму, и вика, сум го кажал тоа на подкастов, некој ќе се сети. И вика, госпоđo Меркел, вика, многу би било убаво кога вие имате прекрасни ставови и така натаму, малку појавно би излега тие ставови да ги елаборирате и така натаму. А он вика, господин Обама, не сум сигурен дека е светот подготвен за уште еден влијателен германски канцелар кој ќе излегува да доминира на светската сцена. Што сакам да ти кажам? Значи, што е проблемот за Путин и за сите други? Значи, со се ова што се согласуваме за Европа и така натаму, види. Тоа е како со Јапан. Тоа се тако вид на општества, тоа се такви индустриализирани индустријски societies и економи, кои кога ќе почнат и кои ќе се насочат кон нешто, да речеме да произведуваат тенкови, види, тоа ќе даде резултат. Тоа, знаеш како, тоа на крај, тоа не е приказна за идната година. Сега се навратија да почнат да прават муниција. Знаеш кој ќе биде резултатот? Ќе има муниција доволно за да се одбрани Европа и од Кина. Тоа се такви општества се тие. Ти кој ќе уклучиш германската економија на одредена трака и кој ќе застане држава добро. Сега што правиме? Војна индустрија, војна. Тоа за 5 години кој ќе го свртиш, ќе може да Значи Европа се свести околу тоа. Овие товарни бродови овие. Европа се свести околу тоа, тргната е таа работа. Заради овој нокдаун кој што се наоѓа Русија, што е една трагедија за која можеме цела емисија да збориме. И треба збориме. Таму не уште година дена, они се таму е више на исцрпување. Со овие нинџиве сега што дојдоа од Северна Кореја. Стварно треба една емисија за тоа, пошто овде има заблуди уште од овие будалетинки што седат по кафани и викаат. Тоа е како Хитлер која му го бомбардира бункерот на крајот на војната, сега тајното оружје ракетата сега ќе дојде. Каква ракета заврши, ништо нема тоа. Но зборот ми види, преориентацијата е крупна, Европа има низа отворени прашања кои ќе мора да ги решава. Јас не сум токав оптимист за да мислам дека интеграцијата на Балканот е нешто што ќе биде приоритет на Европска унија во годините што доаѓаат. Во моментов ги интересира стабилократија. Само не ни правите проблеми. Значи, воре, добро, Додик, види, добро, знаеш дека не жити мајка, не прави проблем. Мицкоски, уреду е, ова што се мешаш, ова што лупеташ, само немој да правиш нестабилности. Вучич, ела да се полюбиме, но сакам да кажам дека не сме таму со европската приказна во Брисел. Нема да има притисок, поготово од како ги обезбеди Албанија и Црна Гора. Тоа сакам да ти кажам. Добро, ама кај сме ние приказната тогаш? Ние кај што ќе се ставиме. За тоа пребе цела едиција буваме. Добро, Борен. Па не сме се разборали. Се извинуваме на публиката што ги објави. За прва Боже помагаси, дозволиме малку повеќе. Па добро, сега, значи другата недела, значи тераме ние другата недела. Мислам дека не е лоша идејата да седнеме со кога ги води Инфомакс и да направиме заедничка. За Америка. Тоа сепак ќе биде. Не дека ние ќе излеземе со не знам какви нови тези, ама некои синтези ќе ги направиме, зашто до тогаш ќе се знае. И до петок ќе има некои информации појасни. По добро, толку да се заблагодариме за вниманието. Така е, се гледаме следната недела, благодарам и од моје име.